Можностите и знаењата со кои располагаат младите девојки од помалите места во Северна Македонија не се доволно искористени, иако има што да понудат. Тоа е пред се поради нивната незаинтересираност за вклучување во секојдневните општествени текови, но и индолентниот однос на институциите на локално ниво кои не ги користат нивните капацитети. Мора да зборуваме малку за како да ги мотивираме кога никој не ги слуша. И многу е тешко да ги охрабриш девојките да учествуваат, кога сакаат да учествуваат, не им се дава простор. На неколку дневна обука со 20 на млади девојки од 15 до 25 годишна возраст беше споделено искуство како да ги зајакнат сопствените капацитети во однос на женските права, родовата еднаквост и нивниот активизам. Последните неколку години забележуваме помал интерес од страна на младите луѓе. Во помалите средини мислам дека веќе се губи интересот бидејќи се помалку луѓе остануваат. Нема интерес, нема желба од единствена причина бидејќи нема за кого. Поради се тоа, тие се повеќе се одлучуваат малото место на живење да го заменат со некој поголем град. Можностите секогаш се ограничени. Една од препреките е незаинтересираност и немотивација на младите првенствено. Друга препрека ни е тоа што немаме никаква подршка за нешто да се смени во општеството. Постои можност да се покаже потенцијалот во младите, но со тек на време целата мотивација на младите е отидена во нула. Само се слушајте ги младите имаат паметни работи да кажат, не мора да имаш 40 години за да имаш нешто паметно да кажеш. За да работи да се променат, мора да се најде соодветен начин како тие достанат во локалните средини. За тоа и локалните власти имаат голема одговорност, вели Миленковска. За жал, тоа е многу постсистемски проблем во нашата земја, особено бидејќи немаме соодветен децентрализиран пристап. И кога се е фокусирано во Скопје, кога не се зборува отворено, па и кога локалните институции и општини не ја препознаваат улогата на младите, многу е потешко да се искористи тој капацитет и она што они го носат во себе за да го принудат како промена. Но и менструалната сиромаштија, немањето на младински центри во помалите општини, каде може да се изразуваат како млади девојки, се само дел од проблемите со кои тие се соочуваат. Потоа видовме дека тоа како се свесни за розовиот данок кој што постои, односно колку повеќе една жена плаќа во однос на менструалните производи, во однос на фризер или се останато, меѓутоа тоа се пари кои што ги нема заради родовиот јаз. И исто така видовме колку има значајно да се зборува за неплатениот труд, што како млади девојки веќе го искусуваат. Локалната организација на жени во Свети Николе кои организираа ова обука е само едно од неколкуте во државата кои во своите активности вклучува млади девојки и жени, со што се обидуваат да ги застапуваат нивните интереси и права. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.